Почитувани дами и господа, нашиот календар вели дека денес е 26 февруари 2018 година. Тоа значи дека денес се навршуваат 14 години од оној 26 февруари 2004 година, кога едно молневито брза и страшна вест ја стаписа цела Македонија и сите нејзини граѓани. Тој ден Македонската информативна агенција МИА ја пренесе следната вест. Авионот Кингер, со кој патуваше председателот на Македонија Борис Трајковски со членови на кабинетот, утрово исчезна во влизина на Столац кај Мостар. Авионот требало да слета на аеродромот во Мостар во 8 часот по локално време. Авионот исчезнал од радарот. Не можеме да потврдиме дали авионот се урнал, изјави представник на босанската полиција. Во потрага по авионот се упатија хеликоптери на СВОР. Македонскиот председател требаше да учествува на меѓународната конференција за инвестирање во Босна и Херцеговина. Таа првична вест беше шокантна, но никој не сакаше да верува во најлошото. Председателот на председателството на Босна и Херцеговина, Драган Човик, подоцна изјави дека авионот се урнал кај Столац, но нагласи дека таквата изјава ја дава според се уште неофицијални информации. Таа неофицијалност се уште даваше надеж дека можеби вестината е поинаква, дека можеби се уште има надеж за нашиот председател, за членовите на неговиот кабинет, за обезбедувањето и двајца членови на екипажот со кој го правува Кингерот. Но вестите, една по една, се менува како на филмска лента. Уривањето на авионот преку информацијата го потврди и СВОР. Но самите информации, потрагата по локацијата и нејзиното одложување беа исполнети со многу мистика, нејасноти и контрадикторности. Едно беше повеќе од сигурно. Македонија беше во шок, Струмица исто така. Една информација од нашиот град гласеше вака. Струмица, родното место на председател Борис Трајковски, остана шокирана и занемена по веста за уривањето на авионот на председателот. По објавувањето на првите вести за трагедијата, улиците низ градот и населените места за миг останаа празни, а повеќето продавници и јавни објекти беа затворени. Струмичани се длабоко потресени од шокантната вест. Мнозина од нив се повлекоа во своите домови за да ги следат на тамошните информации околу уривањето на авионот. Во Евангелско-методистичката црква во Струмица, чиј што верник беше председател Борис Трајковски, изразуваат длабоко жалење поради големата трагедија што ја снајде Македонија, истовремено искажувајќи голема благодарност за се што председателот направи за Струмица и за сите нејзини граѓани на нашата земја. Председател Трајковски беше чест гостин и почитуван граѓанин на Струмица, а последен пат во својот роден град престојуваше во вторникот на 24 февруари, кога заедно со 20.000 своји сограѓани и гости од целата земја го следеше големиот Струмички карнавал. Таа вест, почитувани сограѓани, заедно со нашите се уште пресни сеќавања, се само дел од сведоштвата за тој студен 26 февруари, кој донесе студ во срцата на голем број луѓе. 14 години од тој ден, ние струмичаните и граѓаните на Македонија стоиме простум со тага и почит, но и со гордост дека токму тој, Борис Трајковски, беше наш современик, роднина и пријател, наш сограѓанин и председател. Велат дека времето е лек за сите рани, но раната, наречена Борис Трајковски, се чини дека вечно ќе трае неизлечена во душата на секој што ја љуби Македонија.